Вести на Слободна ТВ. Вчерашната средба меѓу Мицковски и Ковачевски за енергетската криза заврши со заклучок дека и двајцата се сложни дека австриската Евана треба да има дополнителен приход од буџетските народни пари, обвинија од партијата Левица. Тоа зашто австриската Евана е ревносен поддржувач на овие партии во зависност која партија е на власт, притоа згрижувајќи голем број на партиски послушници и од двата табора на високи позиции и со големи примања ни дава за право да имаме оправдан сомнеж дека мерките за кои се сложни Ковачевски и Мицковски ги одредува токму австриската Евана. Како подкрепа на овие обвинувања од Левица велат дека повиците од Левица за начините за ублажување на кризата со електричната енергија од страна на власта тенденциозно се игнорираат. Еден од предлозите на Левица меѓу останатото е и државната СМ продажба да ги снабдува со електрична енергија сите државни, јавни и општински институции, како и училиштата и болниците, и така да се избегне маржата од 11,5% кон австриската Евана, а државата да ја контролира цената на струјата со комбинација на производствената цена на електростопанство на Македонија и ЕЛЕМ и цената на увезената енергија на овие институции. Владеачките СДСМ и ЛДП се против формирање на широка влада во која би влегли опозицијските партии, предлог што го изнесе пратеникот Павле Трајанов во Демократскиот сојуз, кој исто така е дел од владеачкото мнозинство. Премиерот и претседател на СДСМ Димитар Ковачевски вчера изјави дека нема потреба за формирање широка коалиција и експертска влада, бидејќи оваа влада има политички легитимитет и капацитет и политички и економски од секој аспект да се справи со овие предизвици кои што се пред нас. Тој истакна дека оваа влада од прв ден работи со предизвици и изрази увереност дека ќе успее да ја преброди и сегашната криза. Моника Зајкова, пратеничка од ЛДП, синоќа изјави дека партијата е апсолутно против формирање широка коалиција и дека во државата треба да има обединување по одредени прашања, особено кога станува збор за државнички прашања или менаџирање на одредени кризи. Владата вчера во собранието ја испрати оставката на министерот за локална самоуправа Горан Милевски, кој е и претседател на ЛДП, но не и предлогот за избор на нов министер за локална самоуправа. Според информациите од Либерал-демократската партија, за ова министерско место ќе биде предложен Ристо Пенов. Се очекува неговиот избор да биде потврда дали мнозинството е стабилно или не по случувањата во Демократската унија за интеграција. Во собранието продолжува седницата на Комисијата за прашање на изборите и именувањата, на која ќе се дискутира за кандидатурата за уставен судија на републичкиот јавен обвинител Љубомир Јовевски, предложен од страна на владеачките партии. На претходните седници членовите на оваа комисија дадоа подршка на двајца кандидати и двајцата предложени од СДСМ. Од предложените 6 кандидати за уставни судии на опозицијската ВМРО ДПМН, ниту еден не доби подршка. Партијата ги предложи Саво Климовски, универзитетски професор, и уште 4 судии и универзитетски професори. Уставниот суд повеќе од една година работи во нецелосен состав. Од предвидените 9 члена, на 4 им истечен мандатот. Рейтингот на американскиот претседател Џозеф Бајден дополнително се намали оваа недела и е блиску до најниското ниво во неговиот мандат, покажуваат истражувањата на Reuters и на Ipsos. Дводневната национална анкета покажа дека 40% од американците ја одобруваат работата на Бајден, наспроти 41% од минатата недела. Рейтингот на американскиот претседател падна на 36% во мај и јуни, поттикнувајќи ги очекувањата дека неговата демократска партија би можела да ја загуби контролата врз представничкиот дом на САД во ноември, а може и врз Сенатот. Бајден ја презеде функцијата во јанари 2021 година, среде пандемијата COVID-19, со неговиот мандат нарушен од економските последици од глобалната здравствена криза, вклучително и високата инфлација. Одлуката на Вашингтон да испрати дополнителна воена помош за Украина представува закана за интересите на Москва и ја зголемува опасноста од воен конфликт меѓу Русија и Западот, изјави рускиот амбасадор во САД Анатолий Антонов. Тој предупреди дека со снабдувањето со воена опрема и оружје што го вршат САД и нивните сојузници, не само што се носи долгорочно крвопролевање и нови жртви, туку и ја зголемува опасноста од директен конфликт меѓу Русија и западните земји.